Енергија иде од едно тело, друго тело и за X години твојата енергија и мисија ќе отиде можда до некое друго тело кај што ќе го постигнува истото. Научници ја мереле тежината на душата. Ова е метафизика. Оние Mindset Talks епизода број 6. Ова продолжение на претходните две може да биде. Дали сме предодредени или избираме сами? Сега, факт е дека твојата внатрешна реалност или подсвест одгледало на твојот надворешен свет. Нели она што и кажеш манифестирај, тоа што замислуваш, тоа привлекуваш, тука курсе тресе тие приказни. И тоа е све така. Комунистите ме лажат, Не, така е, меѓутоа најбитниот фактор што никој не го кажува, тука мора да ставиш ти работата. Значи да го замислуваш тоа, да го сакаш и да ја ставиш работата за да го постигнеш тоа, пошто без работата секојдневна, манифестирањето ти е буквално џабе. Тоа приказни за мали деца. Сега не, чекај сега тука да ова. Таа работа, односно цел да кажеме, нели може да имаш една голема цел или помали цели. Секако треба да ти биде поделена, да е разграничена во мали цели, односно за да може да ги постигнеш на одредено ниво, на дневно ниво или месечно ниво или како и да биде. И треба ти реално на крај од денот, тоа ја бар од мене тргам, кај што сум правил кога сме сакале нешто да постигнеме, ама не сме знаеле кај тераме, пошто една врата ти се отвора, друга треба, една ти се затвора, друга ти се отвора и треба да си свесен и присутен во моментот да видиш што се затвори, зашто се затвори, што се отвара и на кај иде патот. За тоа додека го увидиш точно и да ја стигнеш таа свесност у било што нешто ново што почнуваш, треба ја мислам да имаш, бар ја така сум се водел, да имам дневна цел. Знаеш, денес ми било ова, буквално ден за ден, тоа го кажавме во претходното. Денес задачата ми ова, ја ја завршив денес задачата, утре е нова, утре ќе видиме. Пошто јас кога сум ја гледал малце подолгорочно целта или што се правиме, тебе те фаќа и паника и нервоза и све уедно. Зборам кога сакаш нешто поразлично да постигнеш. И на крај на денот треба да се запрашаш дали што направив денес. Било што тоа што направив денес можеби е 0,1% што ме приближува кон мојата финална цел. Ама па треба да има нешто, што да е. Прочитав 5 реченици, лупам, за бизнисот. Гледав ново видео за апдейт на, не знам, на рекламите на тоа што го правам. Значи сум дал минимален процент за тоа што го правам. Ама чекај, тука не за главното, сега ова, пошто ја не сум бил свесен, ама сум ги правил. Ама работата е дали си некој е предодреден или го избира сам. Тоа е главното уствари суштината. Не бивам прашање за тебе за да стигнеме до главното. Ти викаш манифестира за да направиш. Сега ме прашање. Дали ние манифестираме тоа што сакаме да го направиме или тоа што сакаме да го направиме не тера баш тоа да го манифестираме? Од која страна тргаме? Кокошката или јајцето? Ти го манифестираш, ти манифестираше да спортуваш или да правиш јадења или тоа од внатре ти дојде па го манифестираш? Најголемата дилема, знаеш кај ми е и зашо уствари се осврна целиот наслов дали сме предодредени или избираме сами. Сега ќе ти кажам, јас допред не година, може и помалца да бидам реален. Несвесно сум ги правил работите што требало да ги правам. Ништо, не сум бил свесен. Значи јас сум бил, што викаше Петар, у искушенија, сум се жртвал, сум правил, едноставно немам објаснување зашто сум го правил. Денеска имам објаснување. У моментот, и тоа збориме многу години, од моја 21, 2, 3 годишна возраст кога сум почнал, прво несвесно, па после сум влегол малце подлабоко у бизнис и поише проблеми сум имал и не ми е јасно како сум издржал и сум одел по тој пат кој денес ми е кристално јасен дека тоа ми била манифестацијата моја тогаш што сакам да го правам. Искуството ти кажува дека си го сакал да го правиш па си го манифестирал или си го манифестирал па тоа ба си го правил? Не сум го манифестирал.
Несвесно може да сум го... Значи си го сакал. па тоа дали си предодреден? Те разбрав, ама сега правиме муавет по искуство, имам 3 приказни да ти раскажам. Од моје искуство. Мало. Помало шо. Вака. Моето мислење е дека кога ќе се родиме, ние имаме одредена цел. Предодредени сме за нешто. Ама таа одредена цел не ти е свесна, него ти е подсвесна. Као топче што ќе го пуштиш некаде, тој треба да стигне. Тоа цел или Значи, можда ситуација да се каже? Некоја не е ситуација правиот збор. Сега ќе го разглобиме на 3. Пошто тоа зборам местото кај што се раѓаш, ресурсите кои ги имаш и твоето обкружување. Тоа не можеш да го бираш. Чекај мал, сега идеме, затоа викам, има 3 работи, да ги фатиме од сите 3 страни, ќе излезе на средина. Инженерски пристап малце. Човекот, секој човечко битие е предодредено по 5 точки. Едната точка каде се родил. Сега да ги прашаш у Македонија кај сакаш да се родиш, у Берлин да се родам. 45-та сакаш у Берлин да се родиш. Да, факт. Нели? Време, место и обкружување. Кај си роден? Тоа веќе ти од Бога дадено. Да. Од Бога дадено кај си роден. Времето во кое што си роден. Значи тоа ти е предодредено. Предодредено е кај си роден. Предодредено е времето во кое си роден. Ние да бевме пред 1000 години, тука, што ќе бевме, не знаеме што ќе бевме. 20 години претходно, генерација на нашите родители, генерација на нашите дедовци, ова сега што го имаме ко можност, заборај го. Ке се радуваше со едно фичо да се возиш, у кое и дрва ке носиш, и умрениот на Па добро, тоа е значи, времето во кое си еволуција. роден, да, ама тоа се можностите. Пред 100 години магарето да го имаш ти чорбаджија. Значи, локација ти е предодредена. Место ти е предодредено. Кај кој си роден, кој ти се татко и мајка, која ти е традицијата која те обкружува. Дал си у муслиманска, у христијанска православна, у христијанска католичка, дал си евреин, дал си будиста, како те воспитале дома? Која ти е твојата тоа е традиција? предодредено. Тоа е предодредено. И кој ти се? Друго е татко да ти биде министер. Од и денешно време, син на министер у Македонија болje живее него син на метлар у Берлин. Исто тој у Берлин, син на метлар, на чистач. На чистач, на ѓубраџија. Синот на ѓубраџијата у Берлин полошо живее него синот на министерот у Скопје. Значи, кај сакаш да живееш, а кој ќе ми биде татко и мајка? Која традиција ќе ме обкружи? Многу е битно. Имаш четврт факт исто предодредено. 1,90 си. Може да бидеш кошаркар. На 1,60 не може да биде, он може да сака колку сака. IQ имаш 165, 170. Може да размишляш шах да играш. Оно е IQ со 33. Што шах игра? Пази, предодреден си, ментално, физички, предодреден си од Бога. Едина работа што не ти е исто. Овие 4 работи ти дефинираат некаква цел. Се знаеш што можеш да бидеш. У Македонија, у денешно време, со тоа обкружување и наследство, со тие психофизички предодредености, се знаеш што можеш да бидеш. Не може, ако си дете на олигарх, ќе бидеш некој шалабајзер, некој што ќе може да шмрка, ќе може да пие, му е гајле, пари доаѓаат од небо. Ако си на некој рмбач, ќе рмба за да преживееш, предодреден си по се. Едино што не си предодреден е слободната волја, петтиот елемент. На кој начин тоа ќе го направиш? Тоа зависи од мене, зависи од тебе, зависи од било кој. Самиот предодредеш на кој начин ќе го направиш. На кој начин, тука е свесноста. Пошто ти треба да имаш свесноста, пошто знаеш што е најголемиот проблем, ја тоа што го гледам со многу луѓе обкружување околина, општо. Ба да. Многу луѓе не се свесни. Едноставно животот им поминува несвесно. Без си тера како знаеш она како животот, да го изгураме животот. Животот им се сведува да го изгураме животот. Значи, да стигнеме у пензија и тоа е. У тоа што ние го гледаме дека се несвесни, имаш 3 поделби. Имаш луѓе кои се стварно несвесни, како што ги опишуваш, имаш луѓе кои се свесни, ама не се храбри, и тие ништо нема да направат. Па мислам дека е до несвесно, пошто не е храбар, не му држи, нема муда у превар, не сака. Ама не е доволно свесен ондак.
А не е храбар, страв му е, како да ти кажам. Си вика, добро е, може и бетар. Значи, секој цел живот некој Не, го па вежбал. тоа е, да бе, чути може полошо. Така, и он сега Тоа, не е храбар. ево тоа ми се повраќа. Да, па, Боле значи- ми е да си пловиш гајле ти е, тоа е, боле го ужас, изгуравме ама животов, види, него може полошо. Па, Од тоа види може сега. полошо, Па, Ѓорче Петров уште пред 150 години кога им даваше, кога ги праја револуционериве наши, што викаше, боле ужасен крај него ужас без крај, бе, вие 500 години ужас без крај. Терате, секе биде боле 500 години, мајсторе, не мрднале. И се истото, деца им зимаат првородени ујаничари, им прават се што им прават, ги колат, ги ебат, ги бесат и се. Ќути може и што полошо, бе? Што полошо? Нема полошо. Ино на крај овој вика боле ужасен крај него ужас без крај, нема чаре. Да. Е сега, тука не е само свесноста, тука е и храброста, не можеш да му замериш. Ја ги делам на 3 категории, за мене. Едни стварно не се свесни, имаат причина да не се свесни, некои ги рани. тоа знаеш како као статисти у филм. Да, статист. Тоа е баш оно весно. Статист. Ти треба тука да поминеш до таму и ништо не размислиш. И тоа е живот. Да. Имаш други што не се храбри и имаш трети што едноставно, пази, има и луѓе што пробуеле, едноставно не го нашле вистинскиот начин. Е сега, тука имаме у војна терминологија действијата се делат на 3 нивоа. Стратешки план, оперативен, тактички план, оперативен план. Ќе ја земеме, да речеме, сакаш во бизнис преведиме. Ова цел живот е ист. Стратешки план, тактички план, оперативен план. Ќе ти објаснам што мислам. Мислам како ја го гледам и како ја го знам, од тоа што сум го учел. Русија решава стратешки да ја лапне Украина. Тоа е стратешка цел. Нема шанси НАТО да им даде до врата да видат. Стратешка цел е нешто да направиме ние. Јас за мене, ти за тебе. Како зашо јас на мои години никад не сум работел за некој друг или тоа што сум го работел се мери во месеци. Да, тоа Значи, исто. има причина, тоа е стратегијата ми е не сакам да зависам од некој друг, сакам да направам нешто. Е сега, имаш оперативен план. Прави со тоа што можеш. Со тоа што ти е на располагање. Дали своји средства, дали ќе најде сојузници, нема да најде сојузници. Оној оперативниот план да ја земеме Украина, Русија. Ќе ги напаѓаме преку море од авиони, од тука, од таму, тоа е оперативен. Тактички, ону моментот решава. Тоа што ние го правиме ден за ден. И го правиме. И сите го прават. Нема бизнисмен, нема предприемач. Тоа дека му е испланирано, жими мајка. Не може да испланира. Ти му се менуваат настаните на дневна основа. Он на дневна основа треба да даде понуда некаква. Да. Значи, и тактичкиот дел нема шанси никој да ти го испланира. Само гледаш од кај можеш да поминеш, од лево, од десно, кој е поерба, кој има поиќе опции, сите опции ги става во игра. Кој има помалцен, истиот начин, некој ќе проба, некој не. Резонираш. Така да на 3 нивоа да стигнеш до целта. Целта ми е да постигнам нешто, окей. Оперативно викам, јас сега ова, тактички јас сега ќе го правам ова со партнери, сам ќе пробувам вака, ќе пробувам така, ќе пробувам онака, а тактички е секој ден да видиме како се сноѓаме. Паднала цената, се срушила цената, овој производ се бара, овој производ не се бара. Имаш различен начин да стигнеш, ама пак доаѓа до петтата точка, слободната волја. Слободната волја само одлучува за себе. Знаеш, на ти си пуштен тука нешто да направиш. Тоа ама ми е многу голем дел од, да кажам, созревањето у бизнис делов мој. Таа слободна волја, несвесно сум ги правил тие работи. Кога ќе видам, све е математички како што треба да биде. У моментот несвесно, па и доскоро ми било, па ние кога почнавме со Хелтикор со све, тргнавме, гледаш како, ја несвесно сум го наметнал тоа па да влезем у фитнес делото, мислам, така и патот не навел, значи тие се поклопиле. Затоа се сведува што викам, дали е предодредено или сами го избираме. Сега колку го Зашо, како сме почнале? Ние она што го почнавме со ова што е денес нема благе веза, да супленти се. И сме имали истата визија и тоа све, али и за 2 години било сосема друго. И за 2 години ќе биде нешто друго. Можеби за 2 години со новиот план, со се апликација, со се каде што ти на клиентот, односно твојот корисник, членот наш, ќе има и јадење да си бере ефтино. Не, Пак ќе се смени. Не, Ностоп се менува. нема суплементи, ама сам да ти кажам,
Па е тој некој healthy Така е, фитнес лайфстайл. Ја и тоа кога сум почнал да вежбам, од кога сум се откажал од кошарка, сум почнал да вежбам, јас си викам, чекај бе, замисли, тоа време беше непознат поем, тоа е 2006 година таму. Си викам, и да може да заработиш ти од ова се гледало, ако нејасно ми било, си викам, шо убаво, си идам си вежбам, сум сакал да вежбам, ме занимало различни спортови и глупости, и си викаш, чекај, од ова заработуваат луѓе, тоаш беше нејасно, тоаш знаеше ти мора да идеш у банка, уште е тоа време, 2006 се знае што е како е. Ама, Несвесно сум ги мечтал работите, и така било и со ресторанов, и со салата прва, и со сите бизнеси, ама имало нешто од внатре што го гураш несвесно. се сложувам. Идејата за развој на тркалото им се крчкала дека не треба да ја носат вреката на грб. И некој ја направи. Се пробоеле, сигурно. Ние немаме појма во историјата како дојавме до тркало. Ние ги знаеме изумителите, но ден кој изуми чашата. Кој изуми милион работи што користиме, немаш изумител, некој му текнало, го водело натака. Нешто го водело од внатре. Некој ќе земеме, види, втора работа, не е и така едноставно. Дали ова само начинот што ти се дал во моментот, а појма нема за 20 години, а ова ќе остане историја, за 20 години ќе видиш што ќе се, или за 10 години што ќе се деси. Не зашо ми се вчеки се за тоа предодредени. Локација тоа окей, разграничевме све. Меѓутоа и слободната волја за да ја дадеш треба да имаш свесност. Таа свесност треба да создрее, да е доволно силна за ти свесно да знаеш што преш како сега што знаеме. А како знаеш сега? Кроз многу години труд, искуство и патење. Пробувајќи во чекај, гледај се. Ама несвесно, тоа несвесното, Значи, дали е несвесно или предодредено, као ти си предодреден за ова и само твојата истрајност и пожртвуваност ќе каже дали ќе успееш да го постигнеш или ќе се откажеш негде по патот. Ама ти немаш алтернатива. Значи, вака замисли, ти кога си стаен во одредена цевка да стигнеш во животот, мојата теорија е многу проста. Ние се раѓаме и некој го стават во воз Скопје Солун. Тој мора да помине низ Велес, низ Неготино, низ Гевгелија. Сакал некел, кочел, убрзоел, небитно, патот му е тој. Која ќе му текне дека у Солун киде? Он нема појма кај патува. Дете мало нема габер кај патува. Од мало дете ќе видиш некој ќе се фати за лего коцките, некој ќе се фати за да црта, некој ќе се фати да свири. Како му доаѓа тоа од внатре? Оти секој IT, секој компјутерџија што би рекле по модерно, знае дека има RAM и ROM меморија. ROM меморијата ти е тоа што ти од дата база, што си програмиран. Компјутерот нема појма каков му е фирмверот внатре. Он знае што ќе му инсталираш, дали ќе му инсталираш Windows или ќе му инсталираш Linux. Ама она што е внатре биосот, он нема поем, биосот му е душата на компјутерот. Ама во зависност од биосот може да држи софтвер. Одреден биос, одреден хардвер ќе ти држи, не знам, Windows X11, 12, некој 3.11, толку, нема душа, толку му е процесорот, толку му е рамот, толку му е капацитетот. Значи секој има свој капацитет. Според капацитетот што ти е даден, ти си веќе предодреден што можеш да бидеш. Ако не, у секој случај, дали кошарката е спорт? Да. Добро, дали вежбањето е спорт? Па спорт, Како не знам сакаш- дали може како спорт да се Уште класифицира. оставиме, ако и шахот у спорт го стае да му ме мајка. Па и тоа што викаш, нели? тоа. Ама, пази, Па да. тоа е линијата. Ти кога ќе ја видиш тоа е линијата, дал полево, дал подесно, линијата е таа. Тоа се начини на реализација, тактички план у моментов. Не иде на кошарка, ќе иде на вежбање, не на бициклизам. Он не иде на кошарка, па астронаут, па од астронаут, Да. астрофизичар, од астрофизичар, хемичар, па доктор. Да. Он е веќе у тој правец, стаен у линија и тоа може да биде. Он е инженер, дал ќе биде електроинженер, машински инженер, технолошки инженер, не знам што. Мозокот инженерски му размиша. Ој, ти општествена струка, дал ќе биде правник, дал ќе биде јазичар, така му размиша, математика не му фаќа црпката. Ако не му даеш дигитрон, најверојатно до 10 не знае да изброи сирома. Така му работи финверот унатре, така му работи мозокот. Затоа е Јас се мислам дека сите ние го правевме моветот и минатиот пат.
Како ќе доаѓаме поголеми алатки, мада знаењето човекот никад не знаел, кога ќе знае се ќе стане Бог најверојатно. Знаеш што е проблемот? Ти со свесноста тоа размислам. после Свесноста, стане ако не ти е дозреана џабе, ја имаш свесноста. Ја немаш. Ако не ти е дозреано дека тоа треба Ја да го немаш. постигне. Па Ја добива со текот на пробите. Па, И сега ти да. си пробуваш спорт 1, 2, 3, 4 и викаш чекај, ова ми е линијата, се освестувам, у оваа линија кидам. Абе добро, тоа со спорт е спорт па е нешто предодредено. Ја ти зборувам општо за животот. Па и за животот. Има сличности, да, ама спорт се знае, не може да биде фудбалер со 2 леви нози и не може да биде кошаркар со ама пак е со 150 висина. ама нели? Значи па е нешто она како што е раѓањето место Готово, до ти негде и до спортот. Така е, ама вака се начинот на кој го живее животот ти бил начин на кој сега го живее животот. И сакаш да го живееш животот, ти е мечташ што дете. Да. Па све од дете тоа. Значи, уште мало дете сакам зелено да гледам и цел живот сакам зелено да гледам. Јас сум роден и израснат у куќа, кога дојдов у стан да живеам, не може да разберам зошто јас имам проблем да живеам у стан. Да живеам у стан на кој ќе отворам врата од балкон, ќе му ги гледам гаките на комшијата, јас имам проблем. И кога живеев у згради, секаде сум гледал да идам што погоре за да имам, зашто на поткровие? Па што поголем видик да имам да не гледам никој. Аз имам куќи у двори, имам видик, пример, или сум стан горе, ама после конташ. Ти сакаш хоризонтот да го гледаш, ти не сакаш да гледаш некој карши тебе, су скучен да видиш. После го контам и јас сум го сконтал покасно. И да сум го сконтал на 45, не сум го сконтал на 35, на 45, викам, зашто бе, дојди у зграда поткровија баре. Или под куќа нема проблем. Зграда што повисоко, или да нема комшии пред тебе. По можност да има зелено, нешто пеки. А има некој карши исто кога да ми ставиле оглам и унатре те тера тоа. Да. Види, се што правиш у животот, што јадеш, како го живееш животот, каков партнер бираш, со кој, пази, партнер, кога ќе кажеме сите, сега го кажеш Ја мислам дека дечко, девојка, дечко, девојка, девојка. Знаеш како би го класифицирал ја ова све? Све ти е тебе предодредено. Да, Само работата е Која ќе ти свесноста, Која ќе ти текне. дали ќе бидеш свесен и ќе бидеш свесно ќе го правиш тоа дека си предодреден за тоа да го правиш и тоа ти е внатрешната желба, внатрешната енергија и тоа го реализираш у надворешниот свет со работата, или несвесно ќе стигнеш и односно несвесно ќе отераш Не животот, можеш. нема да ја постигнеш твојата предодредена цел, пак ќе те пошто вратат мислам назад. дека сите се предодредени за нешто да бидат. Само кроз свесноста ти или ги реализираш свесно, ја реализираш свесно твојата преодредена позиција што треба да ја постигнеш, Јас мислам дека или свесноста- несвесно го проаѓаш животот. А свесноста се гради кроз животното искуство. Да, И сега колку ти си спремен, и она што го кажав и уште пред некое, колку си спремен да се жртвуваш, односно да ја платиш цената за тоа да го постигнеш. Па некојаш и несвесно се жртвуваш. Па, Несвесно, па упорно и да, упорно пошто го си правиш предодреден истото. за тоа. Да, ама на крај кога ќе Ја пола живот несвесно се жртвува за не. Ја мислам дека нешто не си едини, него секој ќе се препознае муаветот. Мене логички ми изгледа следно. Ние сме предодредени за нешто, не пуштаат у животот, играме на некој ќе му текне зашо е тука, на некој не му текне зашо е тука. Тоа е искуството. Да, ама свесноста доаѓа со искуството. Да, тоа е Тебе, брзо. ако 5 пати ти истепат, знаеш свесен си дека 6-тиот пат кјуте ќе јадеш, а овие некој втор пат сваќаат, некој сваќаат од 10-ти пат. Ама свесноста доаѓа со пробата, со искуството. Оти ти пробуваш се и сега станеш свесен и викаш што се зајабавам у животот, пази. Сите ние сме пробували некои други работи што ни биле надвор од моменталниот пат. Значи пробувал и ваму ќе пробаш, викаш не иде ова, ваму ќе пробаш не иде она. Она како викаш ти една врата се затвора, друга се отвара. Е па ајде сега логички да го врземе. Ако тебе баш ти се отвара таа врата, која треба да поминеш, нели? Че тебе ти е предодредена таа врата е као картичка, имаш она, како беше, за пристап, Да, бе, да. контрола на пристап.
Дечко, тебе овие врати ќе ти се отворат со твојата картичка. Абе, ова е убава. Убава е, тебе не ти се отвора за друга. Друга картичка треба да помине тука. И sa секоја врата носи некаде. На овој начин, колку пати, еве прашање. Имаме одредена цел да направиме нешто, одреден производ. Тој производ можеме да го направиме на 4 различни начини. На едниот ќе пробаш, нема да успееш, на вториот нема да успееш, на третиот нема да успееш, на четвртиот ќе успееш. Некогаш на првиот успеваш. Мене се ми стои дека и дури и начинот е предодреден. Само дали ти од прва на среќа ќе го погодиш, ќе го препознаеш кој е вистинскиот начин, од внатре ќе ти дојде, или однатре ќе ти дојде да ја погодиш вратата, ова ќе го направи. Тоа е искуство или свесност. Искуство, да. Па тука е искуството. Ја, знаеш како гледам ова просто кажано. На исто, пази, вратава не се отвара и запине, тропа, лупа. Гледај се, ја како гледам ова просто објаснато. Има еден брег, еден огромен океан и еден друг брег. На првиот брег е твоето, да кажам, создавање, односно, не, предодреденоста, за ова, за предодреденост, за конкретно. Дефинирано. Другиот брег е тоа што крајната цел на постигнатото за тоа што си ти предодреден. А измеѓу океанот. И сега ти почнеш од океанот, океанот ти е искуството што треба да го поминеш, односно да изградиш свеста за да сватиш дека си предодреден за да ја постигнеш твојата цел. И сега кроз тој океан ти тука ја го градиш искуството, се гради себе. Да, и уствари така дали стигаш свесно до твојата цел у животот, односно која да сватиш дека тоа е твојата мисија у животот и се бориш за тоа и кога ќе има она тешки моменти кога си викаш па тоа ќе помине или се откажуваш, тоа е искуството измеѓу океанот што колку ќе се жртвуваш тие искушенија, падови, 300 чуда. Види, во механичка физика вика вака. Имаш почетна точка, секое тело што се движи има почетна точка од каде трга. Крајна точка каде што стига и траекторија. Траекторија е по патот по кој ќе стигне телото. Некое тело џамли кое деца си играл џамли во мое време, беа многу модерни џамли. Ти кога ќе мааш од џамлијата некој ќе иде од лево. Како фудбалери веко, не иде секогаш право топката. Некојаш иде лева фалта, десна фалта, некојаш ќе одскокне, ама целта е таму. По кој пат ќе стигне, ќе видиме. До моментот она си го бара патот по кој да стигне, ама крајната цел му е предодредена. И ако не, моје мислење е дека ако не стигнеме у крајната цел имаме реплей гејм уште еднаш, ама не памтиме. У некое друго време. Ајде дечко ти пак, ајде да изигра се. Може, тоа треба да отвориме тоа задгробен живот, ама ќе треба и лаптоп еден да земам да се консултираме тука пошто нема врска за задгробен живот. Ние како луѓе да бе како енергија иде од едно тело у друго тело и за X години твојата енергија и мисија ќе отиде може до некое друго тело кај што ќе го постигнува истото. Научници ја мереле тежината на душата. Ова е метафизика. Оние вика како жив човек од 50 кг ќе дигнеш у раце. Мртов човек од 50 кг нема шанси да го дигнеш. Кој не фатил мртов човек, кој вреќа од 50 кг е потешка него умрен човек што имал 50 кг. Тоа е неверојатно. Нема логика никаква. По 50 кг се 50 кг. 50 кг се 50 кг. Проста работа. Сите што биле родители, една работа нека си ја повторат само. Детето, кога трча на кај тебе да го гушнеш, да го дигнеш, како пердув е лесно раце да го дигнеш. Земи нек се заигра да го станеш кога не ке да стане. Абе, кога ја чупаш репката со дедото и бабата и сите што се ределе. Пази, истото дете, исто 15 кг тежи. Кога трча на кај тебе, кога сака да го дигнеш, абе, кога да лета на кај тебе, не ни го осекаш. Абе, стани го со сила од земја кога ќе се закова на под. Си игра нешто и ти му кажеш, абе, стани да те станам. Тие 15 кг ко 30 тежат. И се тоа, ај научно нека ми го докаже некој исто, килажата на кантар е иста. Земи ги монасите у Кина. Немаш да го дигнеш. Се закова за земја, имаш до ден денес снимки со Брус Ли. Мухамед Али го дига Брус Ли, немаш да го одвои од земја. Мухамед Али за Брус Ли е джин. Давид и Голија. Мухамед Али и Брус Ли имаат снимка уживо
има уживо снимка, Мухамед Али е боксерот, го знаеш Да, кој е бе, Мухамед знам. Али. А Касиус Клей. Овој ја боксира вреќата, едниот ја боксира вреќата, другиот ја боксира вреќата. Различни вештини, двајцата. Мухамед Али не може да го подигне Брус Ли кој е нека е 65 кг. Не може од земја да го дигне. Не е се во физичкиот свет. Има нешто што ние не го разбираме. Не научеле на него, неаме појма. Што ти кажав и минатиот пат кога се смеевме, се им е смешно на сите. Како ќе објасните бебе во плаче, иде на бајачка, не плаче, спие мирно. Како ќе го објасни? Еве научник, нека дојде, нека ми го објасни. Како ќе објасниш енергијата, нешто сакаш и помислил нешто да биде. Колку пати ние у работата имаме помислено, ова да испадне вака и така, за недела дена доаѓа човек истото ни го нуди. Да, кога треба да биде. Така. Колку пати со овој се договара за тоа, за истото не бива, на договорена работа се растура, со вториот не бива, со третиот не бива, четвртиот нигде, никаде, добар ден. Што носиш ти, вода ви носам. Ние тебе те бараме цело време. Да. Значи, не е само да манифестирам, него само тој што треба да ми ја донесе. Играчот вистинскиот од другата страна дали ќе го најдеш. Налик сите се исти, ама само со еден ти успева, со другиот не ти успева. Оти, како викаме ние, дали сме тука, па не сме ние богови единки, рачунај правилото што важи за тебе, важи и за мене. Важи и за Перо, важи и за Цветко, важи и за Ахмед, важи и за Чеху, важи за сите. Да. Значи сите у некоја матрица групна треба да се погодиме, секој со секого да интерферира. Времето мора да биде погодено, начинот да биде погоден, целта иста да биде, на сума на вектори математички. Не џабе. Иначе зашто би правиле, јас сега муабе тука, по сите параметри пред 5 години да даде некој прашалник со кого ти за 5 години ќе седиш и муабет ќе правиш, гарантирам ние ќе го пополнем дека Филип ќе биде карши мене, ни ти ќе го помогнеш дека Васко ќе биде карши тебе. Нема теорија. Да, нема се. И се, а зошто? Од толку играчи, од толку карши со кои сум соработувал јас, сум постар. Ево, од сите со кои си соработувал, која е веројатноста? Нема веројатност. Ако нема веројатност, ако не, логички Значи нема е веројатност, предодредено. значи веќе некој те добро, тера. онда кога може да го резимираме дека уствари сите сме предодредени за нешто да постигнеме, а кроз животното искуство ја Да, градиме да, свесноста за дали сме предодредени или животот ќе ни помине како статисти. Ама види, и сега додека не сме затвориле темата, има една друга работа што сме разговарале, ако ти текнува како човековото општество, можеш да го предодредиш. Како ќе го објасниш? Тоа за следно да ја ставиме. Не, да, ама во ова за предодреденоста, многу е битен елемент овде. Оние овчари, кучиња, волци и овци. Значи, не сите се предодредени за некој. Убаво кажа преска. Ама тоа е свесноста, односно животно искуство. Не сум сигурен дека е свесноста. Оти не може сите да бидеме исти. Пази, филозофијата на комунизмот... Не викаме дека сме исти. Па ако не сме исти, значи некој у светов, у оваа матрица, у денешницата, е главен глумец, некој е спореден глумец, некој е епизоден, и немој да им се љутиш на оние статистите. Он душа се родил да биде статист. Задачата му е да биде статист. Он не треба да биде свесен. Он треба да биде да го држи микрофонот. Работата е што он не ни станува свесен дека може да имал некоја внатрешна немал предодреденост. Вака сега, зошто што е разликата? Треба да му влезеш у мозокот за да видиш, не можеш да знаеш. Гледаш, се гледа, Не, тоа што се гледа, да, ама тоа е искуството. Ама види сега, јас не можам да му, што ќе му влезам у мозокот на 60 години, седи со жена му, гледа турска серија, од која ќе изгледа саат време си ја раскажува со жена му, па идат комшиите и си ја прераскажуваат серијата. Значи, нити он и жена му ја го оправиле животот, децата машки, женски, небитно кои се проблеми фамилиарни, проблеми интерни, проблеми секакви, он за џумбире и јалдин прават муавет 4 сата. Која свесност му е бараш? Не по статист. Значи, или он си седи и ужива, пази, гледа саат време. Уште саат време раскажува. Па киде кај комшијата, што исто со жена му гледал. И ке си седнат, ке разговарат уште саат време, зошто се десило.
на тук живот. Он нема негови животни проблеми. Треба да го решава тој таму ликот, тој измислениот сценарио. Не му е дадено, тој не... Пази, колку луѓе што не им е дадено во животот пробале, а не успеале. Пази, ние сите сакаме да... Кој тоа гарантира дека јас треба да успеам во живот? Може би мене целта ми е да се мучам ко грешен ѓавол, никада не стигнам. Некој постои мене, не ми е даден. Тебе исто. Ние се наделаме само затоа што буткаме напред. Само сме истрајни. Успешните. Пази, сите што пробали успеале. Па не, колку ти е страјноста? Ама сите што пробале не Па успеале. 90% можда не успеале. Така, а пази, успешните се дел од тие што Господ знае колку пати пробале. Втора работа. Сега ќе да дам една анекдота. Втора светска војна, доаѓаат од напад Енглези, американци, не е битно, со германци, се враќаат авионите од нападов на другава територија и гледаат дупки во крилата, дупки во трупот, дупки, вика, треба да ги појачаме, крилата треба да појачаме, трупот треба еден, вика, не, вика, моторите. Зошто? Па ние броиме по тие што се вратија, а тие што не се вратија, зошто не се вратија? Моторот беше погоден, не ни долета назад. Ние сме сетирани по негативна селекција да функционираме во денешно време. Ние ги гледаме оние што успеа и гледаме начинот на кој, значи гледаме по успешните, нивните приказки ги гледаме. Ама не гледаме по приказките на неуспешните на кој начин они не успеа. Што сакам да ми ти кажам? Вика вака, патот за успехот. Ти го раскажува некој патот за успехот. 2000 луѓе пробуваат на тој начин, петорица успеваат. Петорица. 5 луѓе успеваат, 5 луѓе пробуваат на друг начин, еден успева. Бидејќи у крајно успешните, петорица се по овој начин на кој 2000 изгинале, а еден е од што пробал на другиот начин, ние викаме ова е патот на кој треба да одиме. Дечко, 5 луѓе у 2000 статистички е многу помалце од колку 1 у 5, 25% успешно се на тој начин. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Од 5 луѓе што пробале, ако еден успел, 20% успешен е тој рецепт. А од 2000 петорица, колку процент е тоа? Чекај, 2000, промил. Да. У промили се број. Ама бидејќи имаш 6 луѓе кои успеале, од кои 5 од 2000 и еден од 5, викаш, ој како, од 5, од 6 луѓе, 5 се голем, погрешниот начин го гледаме. Ние на погрешна, матрицата, ние гледаме со негативната селекција. Ние гледаме кој успел, а кој не успел, кај изгрешил. Никој не прашува кај изгрешил. Во бизнис, со било кој да правиш момент, колку ќе ни донесе бизнисот. Кој седнал да направи, колку ќе ни држи газот ако не може, до кај може да издржиме. Колку ти стиска, нели? Колку си спремен да дадеш? Колку си спремен да ја платиш цената? Колку си да си ми жив и здрав. Колку си спремен да ја платиш цената? Не, ако успееме, добро, ако не успее тоа, па ништо ќе се откажеме, молам. Тоа за колку време, колку рок, на кој начин? Значи се тоа прашање на кој никој не размислува кога ќе тргне. Па си ти проста работа, идат сега е летно време, идат у Грчка, така? Што вика времето у Скопје е сончево, добро е. Дечко, ти у Скопје ли веќе се бањаш? Не, кај идеш? По Албанија. А виде метеоролошка прогноза како ќе биде? У Албанија, у Грчка, кај да одиш? Па не. Размислуваме дека кога ќе тргнеме јас и ти во моментов да се качиме у кола, ставиме клjuč у брави да тргнеме у Белград. Дека ќе стигнеме за 6 сата, дека тоа што е сега у Белград после 6 сата е друго, дека времето матрицата се менја. Никој не го е сапи тоа. Сите го гледаме у моментот. И ние сега според момент, јас искрено, ја мислам дека имаме тотално погрешна слика како ги гледаме работи. Све ни е наопачки. И сега свесноста е во тоа да сватиш дека чекај, ово е успешниот од колку вакви проба? 5 луѓе проба. Ово еден успеа, да, добро, окей. А вие колку бевте? Ние 2000, петорица дојавме. Фала. Зошто идеш као примерот на тој едниот? Зашто го постави вистинското прашање. Зашто веројатноста на успех на тој еден од 5 е многу поголема од колку 5 од 2000. А 99% од коучери, овие наставници, ке ти викат, види, овие се многу што помина. Абе, од колку се многу?
Капираш? Да. Не ти е вистински прашањето, не е целината, имаш парчиња од слика, мозаик имаш, не ја гледаш целата слика. Кога ќе видиш целата слика, како успел, не знам, Елон Маск, како успел Безос, како успел, која е таа прича, они од гаража дека успеа. По Елон Маск, фамилијата има рудници на дијаманти у Јужна Африка. На Безос, татко му и дедо му се суди у Врховен суд у Америка. На кого тоа прича, вие од гаража ќе направиме бизнис. Да, не бе, добро, тоа е маркетинг, тоа нема... Да, ама маркетингот, младиве деца, браво, и они се надеваат дека од гаража ќе тргнат некаде. Не, види, тоа и можда е така, ама зависи од обкружењето. Ти на пазарот не знам колку милиарди и на пазарот овакво е све различно. Да, ама ја мислам и една друга работа, а тоа е следно. Ако седне некој да ги чита правилата на затворените кругови што биле владетели или владееле, или како и да е, да речеме, сакаш на Асасен Крид Хашимитите, сакаш на Темпларите, сакаш на витези на Свети Јован, овие на Малта или било кој, земи ги затворените кругови да видиш што им пише кај нив и ќе се запрепастиш кога ќе видиш дека прво правило е се што важи за другите не важи за нас. Ограничувањата. Ако ме разбраш што сакам ти кажам. Значи, на обичниот човек му продаваш муда за бубрези, како тоа правилата, како тоа треба он да стигне, за да никад не стигне до таму, ти не му кажеш како ти стигна. Она приказката за коњокраците во Америка. Да. 5 главни коњокраци во Америка, од кои ги искрадоа сите коњи, идат на Врховен суд и вика закон за коњокрачство. Што? Бесиме кој краде коњи. Дечки, вие крадете, тоа вчера. Од денес натака, ако ми ги крадат коњите, моите треба да ги на крадат. тоа се сведа. Ништо, оваа таман ја завршуваме тука, а за следната може да навлеземе у тоа правилно. Да, затоа што колку си паметен да ги гледаш, работите затоа што работите се секогаш на 2-3 нивоа. Ниеден успешен бизнисмен, ниеден успешен човек, ниеден успешен генерал или било што не се држал до правилата. Измислил свое правило за да стигне до целта. Правилата се направени за да бидат струшени. Правилата се направени за некој да те контролира.